Благодарам за можноста да се обратам тука на темата договор Зоран Заев и Гама и Макпетрол Андреа Јосифовски. Ова е прв закон во кој што имаме единствен матичен број на граѓанинот. Андреа Јосифовски, бизнисмен, сопственик на Макпетрол и сопственик на Телма телевизија. Матичниот број на Зоран Заев како бизнисмен и премиер недостасува. Она што би сакал на почетокот да го истакнам е дека ова собрание, пратениците, а особено пратениците од коалицијата на ВМРО-ДПМН, Обнова за Македонија и пратениците од опозицијата, од нивно име би сакал да се заблагодарам јавно на државниот правобранител Хве Стафа и на неговите соработници од државното правобранителство. Затоа што како институција државниот правобранител и државното правобранителство биле ставени под многу голем притисок во текот на целата 2019 година и почеток на 2020 година. Со многу дописи од страна на владата, која што ја предводи Заев, дури и со заклучок на владата, дека државното правобранителство требало во рок од 3 дена, тоа е првиот допис, да го подпише овој владино приватен договор со Макпетрол Телма во име на Република Македонија, при што на сите дописи и ургенции државното правобранителство покажало дека го почитува законот, ги одбива таквите ургенции и дописи, затоа што се држи државното правобранителство до она што му е негова надлежност. Која е надлежноста на државното правобранителство? Надлежноста е следна. Државното правобранителство според закон е државен орган кој што превзема мерки и правни средства за правна заштита на имотните интереси на Република Македонија. Што вика државното правобранителство за овој договор, спогодба помеѓу Заев како премиер и бизнисмен и Андреа Јосифовски како бизнисмен и собственик на Телма и на Макпетрол заедно? Државното правобранителство ги дава следниве мислења. На 25.7.2019 година државното правобранителство укажува дека државниот орган кој што превзема мерки да ги заштити имотните права и интересите на Република Македонија укажува дека склучувањето на оваа спогодба за вонсудско решавање на спорови во кој што договорни страни се во името на владата Зоран Заев и во името на Макпетрол и Телма Андреа Јосифовски би предизвикала последици спротивни на имотните интереси на Република Македонија и смета дека оваа спогодба не треба да биде подпишана. Затоа, почитувани пратеници и почитувани граѓани, дозволете преку цитатите од државното правобранителство да укажеме на тоа дека имотната штета веќе е констатирана, бидејќи државното правобранителство ја имало на увид спогодбата која што ја направиле Заев и Андреа Јосифовски, а истата тежи 33 милиони евра, пари кои што можеле многу добро да се искористат за помош на тутунарите, за помош на угостителите, за помош на медицинските лица, за помош на студентите, за помош на учениците кои што немаат можност да пристапат до образование, за помош на оризарите, за помош на сите оние категории кои што во овие изминати 9 месеци ги изгубија своите работни места, а тоа се 52.000 граѓани на Република Македонија. Потоа, државното правобранителство дополнително, бидејќи притисокот не застанува, продолжува во текот на целата 2019 година, август месец, понатаму продолжува и во септември месец, дури и на 23 декември, последната ургенција стигнува од страна на владата, уште еднаш укажува како државно правобранителство, и тоа тука ги споменува и прекршувањата на законот од страна на високи државни функционери,
Во конкретниот случај на Кочо Андјушев како вице-премиер и Крешник Бектеши, кои што потпишале меморандум за склучување на спогодба помеѓу владата и Макпетрол, без при тоа да биде известено и без да биде присутно државното правообранителство преку нивен представник, што е законска надлежност на државното правообранителство. Не може владата да раскрчмува државен имот без да биде за истиот тој имот присутен заштитникот на државниот имот преку представник од државното правообранителство. Дополнително, она што е многу интересно во ова сделка, би рекол, е што за прв пат, не само во Република Македонија, туку и во регионот, ова се нема случено ниту во Косово, ниту во Србија, ниту во Бугарија, ниту во Словенија, ниту во Австрија. За прв пат се предлага закон во кој што закон субјект на договорот е владата од една страна и приватен стопанственик и собственик на телевизија од друга страна. Закон може да се носи за да има општа норма и таа општа норма да важи за сите. Ако приватен субјект има потреба да реши некаков свој спор со училиште, со влада, со општина, со градоначалник, со министерство, со друга агенција, си има закони кои што тоа го регулираат. Има граѓанско право, има деловно право, има закони кои што ги регулираат тие материи и врз основа тоа се регулира и одреден договор, или ако не може да се најде тој договор, тогаш има судови кои што се занимаваат со ваквите спорови и истите ги решаваат. Затоа мислам дека овие потрошени 33 милиони евра ќе бидат распределени според паролата 1 евро за црквата, 1 евро за вицето и многу евра за Андреа Јосифовски и за телевизија Телма и за Макпетрол. За жал, ова се случува во моменти кога државата е во голема криза, кога имаме голем број на невработени и кога се одбиваат амандмани во самиот буџет за да се помогне на граѓаните и на стопанските субјекти од Скопје, од Гостивар, од Охрид, од Битола, од Велес, од Куманово, од Струга, од Радовиш, од Штип. Сите овие луѓе би имале многу поголема корист доколку владата овие 33 милиони евра, кои што ги договориле Заев и матичниот број на Андреа Јосифовски, Макпетрол, собственик на Телма, би имале многу поголема корист ако овие пари беа рамномерно распределени за потребите на граѓаните. Вие сами знаете дека многу луѓе, зборевме вчера за инвалидизираните лица, имаат големи финансиски потешкоти во оваа пандемија. Самите знаете колку болници немаат основни услови, немаат болнички возила, немаат брза помош и амбулантни возила, па премиерот мора да изигрува и премиер и донатор. Ќе украде од Рек Битола или од Елем 500.000 евра и со тие 500.000 евра ќе одвои 30.000 евра за да купи болничко возило за Струмичката болница. Со овие 33 милиони евра, кои што ги договараат Заев и Андреа Јосифовски, Петрол Телма, можеле да се купат болнички возила за сите болници во Република Македонија. Можеле да се подобрат условите за сите не само лекари, туку и за сите медицински сестри, без разлика дали работат директно со пандемијата или помагаат на другите хронично болни кои што не се болни од пандемија, но сепак имаат потреба од здравствени услуги. Затоа сметам дека ваквото раскрчмување на договорот е незаконито, а незаконитоста е многу добро напишана во 7 дописи кои што државното правообранителство ги испратило до владата и укажало дека доколку се потпише ваквата спогодба, истата ќе има штетни импликации на имотот и на интересите на државата. За тие штетни импликации да не паднат на одговорност на оние кои што потпишале, Зоран Заев, бизнисмен и премиер, и Андреа Јосифовски, бизнисмен и собственик на телевизија, тие ја праќаат спогодбата да биде озаконета од нивните поддржувачи во собранието.
Затоа сметам дека јавноста треба да знае дека трошењето на овие 33 милиони евра не само што е незаконито, туку е на штета на интересите и на државата и на граѓаните. Благодарам многу.